Се враќаат двајцата пензионирани пилоти за да му помогнат на единствениот кој е во редовен работен однос за предстојната сезона на пожари. Двата ер трактори се веќе сервисирани, а се очекува да завршат поправките и на третиот и така сите да бидат во функција следниот период, кога на Македонија повторно и се закануваат пожарите поради високите температури. Според директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојан Ангелов, државниот противпожарен апарат е далеку поспремен од минатите години. Ангело вели дека дирекцијата веќе бара нови кадри, кои ќе ги обучи, а ќе работат и за повисока плата. Што се однесува до ер-тракторите, првиот е вратен, вториот треба да стигне оваа недела, додека третиот нешто подоцна, бидејќи има проблем околу сервисирањето затоа што се појавија непредвидени дефекти. Воедно ќе се потпише договор со двајцата пензионирани пилоти, со кои што веќе сум договорен. Со едниот професионален пилот од редовите на ДЗС ќе имаме тројца пилоти, што е доволно за враќање на дозволата за оперативни летови на дирекцијата, која што во овој момент ја немаме. Директорот Ангелов апелира и до локалните самоуправи, колку може повеќе да се вложува во капацитетите на противпожарните бригади, кои се директно вклучени во гаснењето на пожарите. Проблемот се јавува во економски послабите и помалите општини, каде што градоначалниците кубурат со средства и тука имаме на некои места непополнет состав на локалните противпожарни единици. Исто така нивната опрема е во лоша состојба, униформата, заштитната опрема, но и нивните возила. Владата врши притисок врз локалната самоуправа овие возила да бидат ставени во функција, но се појавуваат практични проблеми, бидејќи дел од нив се во реално тешко поправлива, би рекол, состојба. Во следните 2 месеца, само со посебна дозвола од надлежните ќе може да се посетуваат македонските шуми. Забраната во јули и август е поради сезоната на пожари кои во изминативе години најчесто беа подметнувани од граѓани. Национални шуми го има олеснато процесот на издавање дозвола за сите граѓани кои сакаат рекреативно или мораат службено да посетуваат шумски региони, поттаму апелираат до сите да си обезбедат навремено бидејќи саксиите се многу високи. Апелирам никој без дозвола никаде да не движи, затоа што казните се големи. Значи тие се движат преку 1500-2000 евра, а доколку не дај Боже некаде се појави некоја нус појава пожар или шо и да е, а некој од тие граѓани се зафати таму, тоа е секако и потенцијален, не дај Боже, нели човек кој што го направил тоа. Македонија изгуби над 60.000 хектари шума, од која добар дел беше високо стеблеста, за која ќе бидат потребни децении за да се обнови. Национални шуми со амбиција годинава да посадат над 1.000.000 нови садници.